Денеска е тажен и тежок ден за македонците и за сите православни верници. Тажен ден за мртвите и за живите. Марионетската власт на Заев, инсталирана и купена од Странски центар, продолжува да ги руши македонците и православието. Продолжува со антимакедонските и антихристијанските провокации. Неверниците од марионетската власт, под контрола на зверот, едноставно претераа. Воведоа забрана и ставија клjuč на црквите за Великден, а еве сега воведоа забрана за движење и за големиот православен ден за Душница. Денеска полициски и воени сили се распоредени околу гробишчата во големите градови во Македонија. Денеска православните верници не можат да ги посетат гробните места на своите најблиски и да се помолат за помен на нивните души. Марионетската власт гази немилосрдно спрема македонците и православните верници. Гази и се изживува и врз мртвите и врз нас живите. Живееме во време кога православните македонци во доминантно православна Македонија се народ од втор ред во сопствената држава. Одродената марионетска власт спроведува закони само врз македонците, а не и врз албанците и исламските верници кои не фирмаат ниту устав, ниту закон. Но поштувани мои браќа македонци и сестри македонки, јас не сум политичар кој до вербата ја бара со лигавење кон народот, туку мора да ја кажем вистината. За ова зло што ни се случи, не можеме да се лутиме на соседите, странците, албанците. Не, вината е кај нас, во властите што ги избираме, во партиите што ги подржуваме во изминатите 30 години. Затоа народот нема повеќе право на грешка на изборите кога и да се одржат. Народот мора да избере, прво, честни и честити политичари без ниту една дамка, афера во својата кариера. Второ, да избере луѓе со знаење, способност и достигнување во својата кариера. И трето, да избере личности со силен национален и патриотски дух, кој целиот политички ангажман досега го посветиле во одбраната и заштитата на највисоките национални и државни интереси. А после е лесно и на економски и било кој план. Штом се воспостави системот со честни и честити политичари, добиваме држава каква што сите ја посакуваме. Единствена Македонија нема да стои на страна и секогаш останува на првата линија во одбраната на највисоките национални и државни интереси. Ние ќе се бориме. Од вас и вашата волја зависи дали ќе успееме да ги победиме овие безбожници и неверници, кои во очите гледаат, во Господ се колнат и лажат. Сега имате избор. На гласачкото ливче сме под број 11.